збогувањето на Жорди Алба и на Бускетс, мислам тоа е едно чувство кое што секој оној кој што е горд фан на Барселона и кој што бил во победите и во поразите, секако дека му буди силни емоции и тоа едноставно, мислам, ќе жалиме што нема да бидат дел, меѓутоа ќе се радуваме што беа дел од сите успеси, па и неуспеси на фудбалскиот клуб Барселона. On Macedonian language. Hasta pronto Camp Nou, денешен спорт, ама не е само спорт, после ќе го листаме и El Mundo, и сите каталонски медиуми, и нормално е дека се е посветено на надпреварот кој што се затвори Camp Nou, Spotify, кој што надпревар ќе остане веќе во историјата. Camp Nou, таков како што го знаеме до денеска, заминува во вечноста. Ние како екипа бевме тука комплетно и тоа ни беше тема на овој изминат викенд и нормално дека ќе го оставиме како белег на моментот кој што би требало да го дочекаме во ноември 2024 година, за кога е закажано отварањето на реновираниот нов Camp Nou, односно на целиот комплекс Espai Barça, кој што започнува официјално со комплетно рушење, вадење на трибини на горниот дел од денеска. Значи, третиот прстен ќе се вади, ќе се покрива целиот стадион, ќе се руши Палау Блауграна, ќе се прави многу поголем и многу поубав, многу помодерен објект. Задоволството ми беше големо што 20 луѓе од македонската единствена официјална пења беа присутни на овој настан и го овековечија со своето присуство како дел од најголемата блауграна фамилија во светот. Ние македонците секако, посебно овие што бевме 25 души, ќе оставиме една опашка дека ќе треба да се сретнеме повторно на истото место 2024 година. Се надам со многу нови, уште повеќе членови. Веќе имаме еден нов член, покрај мојот асистент, неговиот брат денеска стана член, значи тоа ќе биде во наредниве години дополнително раздвижување и полнење на нашата македонска блауграна фамилија. Сега малце прошетка по она што го доживувавме овој викенд и како се поминавме. Friday 8 p.m. New podcast. Горан Ѓоргиев од Пробиштив беше еден од тие 20 и неколку луѓе кои што беа од нашата пења. Горан Ѓаволот од Спортлайф од Пробиштив, така те знаат. Да. Горан, како е твоето чувство? Како си помниш? Како со кратки неколку збора би го опишал ова? Феноменално. Значи ги надмина сите мои очекувања што може да постават. Значи 20 години чекав на овој момент да ја гледам првата утакмица, воедно и се испостави дека тоа е и последниот надпревар воопшто на стариот Camp Nou. Исто нетрпение очекувам да го видам новиот Spotify Camp Nou, што ќе биде ултрамодерен и се надевам дека ќе биде уште по екстра, ќе се поминам од колку овој пат. Кажи ми, ти ги поттикна емоциите. Да. Со луѓето што разменувавме пред да си замет, вика, солзи ми да доаѓа, вика, на нешто незаборавно. Што е тоа што ќе ти остане вака во најголемо сеќавање од цел овој настан викенд? Мразам да признавам и мене истото ми се случи, но најголемото сеќавање ми е тоа што дочекав да отидам на тој стадион со мојот син. Што се надам дека и на него ќе му остане од длабоко сеќавање. Одлично. Продолжуваш со дружбата и со македонската пења. Дали ова се ќе го раскажуваш на твоите во Пробиштив? Дали следниот настан, можеби следната година или за 2 години, ќе донесеш некој со тебе? Обавезно, да, ќе се потрудам. На сите тако звани навијачи на Барселона, доста се да бидат навијачи на Facebook и на тастатура, ќе се трудам да го прошириме нашиот клуб. On Macedonian language. Една од луѓето кои што се и горди членови на нашата блауграна македонска фамилија е Љубица Јаневска. Јас ке си ја кажам Бубе, бидејќи сме и долго години пријатели и не само колеги. Бубе,
како навивач на Барселона, ти беше дел од ова историско, завршно, ќе кажам, финале, барем така го објавија денеска каталонските медиуми, затварање на Камп Ноу и старт на новиот почеток. Со неколку реченици, какво чувство сега побуди ова кај тебе? Гледа дека бев овој пат прв пат на Камп Ноу. Морам да кажам дека сум фасцинирана од целата атмосфера. Еднак кога гледаш атмосфера на телевизија, сосема друго е кога си присутен таму, пред се во делот каде што се и оние најверните фанови на Барселона, и што можам, не знам дали можам во една реченица да кажам, едноставно тоа треба да се доживее. И не знам колку ќе биде новиот капацитет на Камп Ноу во иднина. 105.000. 105.000. Навистина ги поканувам сите доколку имаат можност некогаш барем еднаш во животот да бидат дел од некој фудбалски натпревар на Барселона и на Камп Ноу. Ние споделивме неколку наши искуства. Една нитка кај сите провејуваше, па и тебе ќе те прашам. Јас искрено си кажувам, не можев да ги сопрам солзите. Имаше моменти кај што, например, Джорди Алба и Бускетс кога заминат, тоа беше нешто што не едноставно повеќе од тебе. Дали имаше и ти такви моменти? Буквално и солзи, меѓутоа и она ежење на кожата, како да го кажам, кое што не запираше во ниту еден момент. Дури го имам најдобриот клип, ако може да се каже, од Камп Ноу, колку и да сакаш, нели, само да присуствуваш, сакаш сето тоа да го снимиш, нели, да биде за секогаш врежено во некоја си меморија, освен во главата, нели. Го имав оној момент снимано кога паѓа третиот гол, навивањето пред третиот гол и по третиот гол, целата таа атмосфера, така што буквално кога го снимив сето тоа реков, вау, за ова вреди да се живее на вистина. И буквално во секој момент, тоа со збогувањето на Жорди Алба и на Бускетс, мислам, тоа е едно чувство кое што секој оној кој што е горд фан на Барселона и кој што бил во победите и во поразите, секако дека му буди силни емоции, и тоа едноставно, мислам, ќе жалиме што нема да бидат дел, меѓутоа ќе се радуваме што беа дел од сите успеси, па и неуспеси на фудбалскиот клуб Барселона. Луѓето тебе те познаваат од екран, од вести, од дневните политики. Мислам дека не те познаваат многу како фан на Барселона, посебно фудбалски фан. Ти си човек кој што гледаш фудбал, кој што разменуваш информации за фудбал, кој што си, ќе кажем, ајде, многу повеќе од само, чекај, слушнал информација колку завршила утакмицата и така. Не. Ти доаѓаш буквално во она суштинска навивачка група на некој фудбалски клуб. Па да, не само сега, да речеме дека нешто во последниве години следам фудбал, буквално од мали нозе следам фудбал, со оглед дека и моето семејство беше спортско семејство кое што сакаше да следи натпревар, фудбал, кошарка, ракомет и така натаму. Меѓутоа, откако се омажив, бидејќи мојот сопруг е голем фан на Барселона, така што уживаме во секој натпревар сега тука на Камп Ноу, меѓутоа и дома пред телевизиските екрани не пропуштаме. Буквално ќе рече, нели, некој, ајде сега ќе гледам Барселона со Еспањол, например, некако неважен натпревар, напротив, нема натпревар што не сме го пропуштили и што, мислам, сме имале најсилни емоции буквално за секоја шанса, за секој гол, за секој неуспех. Буквално болно се осеќавме, се чувствувавме кога Меси се замина. Значи, мислам дека плачевме заедно со него. Толку бевме некако повредени, поразени. Мислам дека тоа ни беше најголемиот пораз како фанови на Барселона, но се надевам и верувам дека следната сезона повторно ќе биде десетка. Да, и само да кажам на крај, ти си тука со целата твоја фамилија, фамилиарноста на овој натпревар и втора работа. Синоќа дознавме дека Меси, како што и предпоставувавме дека ќе дојде на овој битен ден, беше на концертот на Coldplay. Денеска е таму некаде на плажа со фамилијата. Беше очекувано. Дали имавте прилика да го видите? Дел од навивачите заминаа кај пред неговиот дом, мислејќи дека ќе му чукнат, ќе му појдат на кафе. Не, нормално дека беше затворено.
Дали имавте прилика можеби да го сретнете или да го побарате? За жал не, пред 10 години кога бевме во Барселона, кога имавме можност да видиме повеќе денови, буквално кога шетавме овде низ Кастел де Фелс, каде што нели претежно живеат поголем дел од фудбалерите, кошаркарите, ракоматарите на Барселона, мислам дека движевме со широко отворени очи да нели Да го во случај да не сретнеме не само Меси, а дел од фудбалерите на Барселона. И едно време му викам на Александар, замисли поминат покрај нас и да не ги препознаеме, од што ќе бидеме шокирани. И речеме не бе, само ни наликува на пример на Меси или на Бускетс или на Пике, не знам, во тоа време кој се беше дел од Барселона, но како и да, секогаш кога си во Барселона не може да не бидеш со широко отворени очи дека можеби некаде ќе ги сретнеш, иако морам да признам дека во центарот никогаш не се надевам дека ќе ги сретнам. И затоа секогаш сум тука дел од Кастел де Фелс со надеж дека еден ден ќе ги сретнам, меѓутоа иако сега се вративме од плажата, за жал не успеавме да го видиме Меси. Ќе видиме, можеби ќе ни се оствари на сите нам сонот да се врати оваа година и можеме ли да закажеме на нова средба на отварањето на Camp Nou Spotify ноември 2024? Секако, па ќе кажам дека чувството и емоциите што ги носам од вчерашниот надпревар се толку силни, што некако и далеко ми се гледа ноември 2024. Иако сега, нели, кога ќе игра на Олимпискиот стадион на Барселона, картите ќе бидат во помал број и сигурно ќе биде многу тешко да се дојде до нив, но тука е Филе, тука е нашата пења, така што верувам дека ќе успееме. Покрај 2024 во ноември да бидеме и дел од Олимпискиот стадион, но секако ветувам дека во ноември 2024 со кого да игра Барселона, тука сме. Сега кажи ми, како ти се допаѓа? Убаво е? Да. Задоволен си? Да. Кој е најубав стадион сега вака од кога го виде? Camp Nou. Camp Nou? Има поубав од него во светот? Five, 4, 3, 2, 1. Start.